Добро вечер на сите. Ви благодарам што сте вечерва со нас и покрај ваквото време. Ама и ова покажува дека што и да се случи, ние остануваме до крај. И така ќе продолжиме се дека не ја постигнеме нашата цел. Денешната дебата е посветена на една од најважните точки и во преговорите, но и она што представува голем проблем околу изборниот процес во Македонија по долго време. А тоа е избирачкиот список. Доста сме збореле на оваа тема, но вечерва ќе зборуваме малку околу конкретната состојба, што е вистината како се прави избирачкиот список и кои се евентуалните наши предлози за како да стасваме до коректен избирачки список. Вечерва на дебатата ќе присуствувам нормално јас, со нас е и Рената Десковска, која што е член на извршниот одбор на СДСМ, но и универзитетски професор. Со нас е Дончо Герасимовски, моментално секретар во општина Центар, меѓутоа поранешен директор на Агенцијата за статистика, која што е еден од клучните фактори во подготвувањето на избирачкиот список. Нема да должам повеќе со некоја најава, веднаш ќе му давам збор на Дончо, па потоа ќе ви се обрати Рената, на крај и јас, и потоа ќе можеме да отвориме дебата, да чуеме прашања, но и ваши сугестии и мислења, како сметате дека најлесно можеме да дојдеме до таков коректен избирачки список. Дончо, повели. Благодарам. Поздрав до сите. Од самата најава, вашето присуство, заинтересираност и она што е клучно во државата, позната е појавата на така наречениот избирачки список, кој што се подготвува за тековно работење од една страна, од друга страна список кој што треба да биде квалитетен, навремен, точен, ажурен и кој што треба да се примени во секое време, доколку има било каква појава од аспект на наречувам избори, од аспект на референдум или било кои други форми кои што се потребни во државата за потребите на граѓаните. Во таа насока, согласно процедурите и постапките на овој избирачки список, за кој има доста досега кажувања дека истиот не е ажурен, дека истиот не е во ред со одредени појави, дека во истиот има различни појави. Јас само да кажам дека истиот има одредена процедура која што поминува врз одредени институции и кои што на крајот го доведуваат, односно како таков верификуван да може да се употреби за овие намени и овие појави. За вашето информирање, како прво, бидејќи јавноста на крајот мисли дека тоа е сепак едно тело и орган кој што го прави назначено од страна на државата, Државната изборна комисија, но тој поминува претходно во процедурите на подготовка од регистрација на одредени потребни документи кои што се даваат во Министерството за внатрешни работи. Изработен дел на тој избирачки список се доставува со сите потребни документи согласно законските определби до Државниот завод за статистика, кој што Државен завод за статистика понатаму врши прераспределување на она се што е набележено, односно дадено од страна на Министерството за внатрешни работи. Во таа постапка е секако на сите ви е познато дека во државата постојат 6 изборни единици, постојат голем број на избирачки места и распределбата на сите оние согласно закон државни кои што имаат право на глас се врши нивна распределба врз одредени критериуми и врз одредени појави кои што ги имаме во избирачкото место, за да може сепак тоа да се надополни. Секако внатре е присутно она што е битно и значајно на улиците и куќните броеви, за да може тоа да се направи точно по тие избирачки места каде што ги има. Аномалии секако има и појави различни, во зависност од институциите кои што го прават, и на крајот во сета таа појава е да по така изработен избирачки список, по негово верификување, се доставува на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија со своите подрачни единици и вработените вршат проверка на истиот, го потпишуваат и како таково го прифаќаат. Меѓутоа, процедурите и постапките и се дава за било која појава за гласање, односно за одржување на избори, референдум и така натаму. Во таа насока е секако дека има доста забелешки
Забелешките се од првата дистанца од кога ќе започне изработката на истиот, а тоа е сепак Министерството за внатрешни работи. Зашто? Затоа што треба истиот да е квалитетно изработен и точен. Во однос на точноста и на сите појави кои што се појавуваат, веројатно, односно е вистинито дека останатите институции можат само да го погледаат. Но што има внесено внатре, сепак надлежно е институцијата на Министерството за внатрешни работи. Познати се појавите, бидејќи има учествувано во изработка скоро на сите избирачки списоци од 90-та година наваму, дека тој постојано се правил опит да се чисти, да се расчисти. Во последно време појавите стана драстични од на се што може да биде внатре. Ние при распределбата гледаме на вистина колку гласачи, бирачи треба да има во едно избирачко место конкретно, бидејќи е дел каде што може лесно да се видат појавите внатре. Но кога ќе видите дека на едно избирачко место има одреден број на гласачи, а на тоа избирачко место дека постојат улици и кутни броеви, и ако некој забележи дека на одредена улица, на одреден куќен број има 20, 30, 50 и појавата ни е присутна дека такви државјани, односно запишани лица со лични карти постојат, тука настанува една мала конфронтација во однос на истите. Меѓутоа законските определби дозволуваат и даваат да секој што има званичен документ дека може да биде тука и по тој званичен документ секако истиот државјанин и лице што е внесено во избирачкиот список дека има право на глас. Реакција имало постојано, граѓаните постојано правеле одредени проблеми, меѓутоа тоа е сето оно што е присутно за да може така да биде. Појавите, велам, се присутни, појавите се бараат начини, методи како да се надминат истите, меѓутоа за да имаме фер и демократски избори на сите ни е познато дека треба да имаме пречистен избирачки список. Бидејќи имам учествуван во таа насока и на, да речеме, во 5 пописи кои што се провеле во државата, во еден од носителите на сите активности, доволно ми е позната и самата појава заради расчистување на избирачкиот список. Сашно се поставува секогаш едно прашање заради нечистотиите или заради нејаснотиите, или она што се внесува внатре ако што не е коректно, која што не би спомнувал се на оние што беа внесени државјани само со лична карта, кои што немаат место на постојано живење во државава, со преместувањето од една општина во друга, со раслојување на домаќинства, на семејства, каде што ќе најдете од одредена фамилија сопруг, сопруга, деца и така натаму, кои што се во различни места. И појавите се тука присутни забележани. Исто така, дека во одреден циклус се наоѓаат во едно место, во друг циклус во друго. А тоа се прави се за злоупотреба или манипулација во самиот избирачки список, од аспект да ги задоволиме потребите на одредени партии, односно на владеачката партија и она што е на власт, за да може да ги добија на еден полесен начин изборите. Реакциите се доста присутни, реакциите ги има од сите граѓани, од сите избирачи, од сите државјани кои што реагираат на истото за да може да се најде истата појава. А во таа функција исто така напоменување со промените во законите во однос на опфатот на наши државјани кои што живеат со право на глас надвор од нашата земја. Ние знаеме колку добиваме, колку има од прилика државјани на Република Македонија надвор од земјата, колку од нив се наоѓаат на избирачкиот список. Но при неисчистени состојби во државата кој и каде живее, ако државата не знае точно кај се нејзините граѓани и државјани, секако е многу тешко да се изработи еден пречистен, јасен избирачки список кој ќе биде веродостоен на фактичката состојба во државата и оние државјани кои што се наоѓаат надвор од нашата земја. Знаеме колку гласови се добиваат на пратеници кои што се избираат од оние од диаспората. Ако земеме по една бројка на податоци кои ќе ги дават дали Светска банка или Евростат, се говори дека негде околу 470.000 наши граѓани се наоѓаат надвор од нашата земја, а ние добиеме со 300, 500, 700 гласа
пратеник кој што е во нашата земја. Тој значи избирачки список не е чист, не е целосен, не е сеопфатен. И во таа насока е секако присутно до нас сето што може да биде внатре. Основниот затоа мотив секогаш биле на било кој аспект да се настојува, да се бараат решенија како тој избирачки список што подобро се изработи, што е почест и така натаму. Иако во законските процедури постојат одредени временски периоди на регулирање на присуствување на истиот, тој треба да се проверува, ажурира на секои 3 месеци во надлежните институции што ги наведов, меѓутоа доколку се прави тоа честно, поштено, отворено, искрено и било како, тогаш би бил секако почист, пообјективен и пореален и ние државјаните не би имале таков проблем. Обидите ги знаете и на Државната изборна комисија кој ще ги прави за рачистување, но на крајот, иако има повеќе желби, можности, предлози и решенија како тоа да се надмине, опашката е кој ќе дојде гласот дека дали е председателот од едната страна или друга на гласање со 2 прста, колку да имате умешност и сакате тоа да направите, ќе победи гласот кој што има мнозинство и пак ќе се остани во одредени процедури кои што ги има. Се прави од страна напореве на политичките партии, поготово на опозицијата. Пред малку во воведо тука и Дамјан кој што е учесник во изработката на предлозите за надминување на овие состојби, но и покри изработената методологија од страна со странски експерти, методологија која што им е изработена од Државната изборна комисија, сметам лично дека тоа не може така да се реализира со одредена проверка на пилот општини, да земете една општина во Скопје, една во Тетово, една во Гостивар или Берово, да направите одредена проверка на терен. Ако тоа го утврдите, има низа сијасет проблеми и појави, тогаш тој пилот проект на 4-5 општини кој што беше даден предлог не може да се надмине. И повторно ќе остане избирачкиот список како таков со сите оние појави аномалии кои што ги има. Не заборавете дека тука е пустец со многу лични карти, не заборавате дека има и појави од гора кои што има појави кои што не живеат секако едните и другите на територијата на Република Македонија имаат само издадено фиктивни така речено лични карти кои ќе служат само за да се добијат одредени гласови за да некој победи во изборите. Според тоа напорите и максимумот ќе треба да се направи докрај за сето тоа се расчисти. И на крајот да кажам уште еднаш, бидејќи немаме спроведено попис веќе 13 години наназад, Македонија е исклучок. Не ја критикувам владата, неко кажувам дека не била способна и моќна да го спроведе во 2011 кога беше и прекинат. Македонија единствено со Сомалија се 2 земји во светот кои што немаат спроведено попис во одреден временски период. Тоа е навистина една катастрофа. Од тука не знаете каде се граѓаните, не знаете каде се државјаните, не знаете какви се состојбите, а пописот ја твори еднината во земјата да се согледаат сите моменти и аспекти на потребите во државата заради сите оние политики кои што треба да се водат. Во тој домен е големо присуство и на сетото и потребите да тој се спроведе кој што бара од подолг временски период за да може на вистина се направи еден пречистен избирачки список од каде што ќе се црпат податоците од оние што се внесени внатре. Меѓутоа пак велам на крајот, доколку се верификува како веродостоен од аспект колку е неговата веродостојност точна, врз основа на издадените документи и она што дава надлежното Министерство за внатрешни работи. Во оваа функција на информирање пошироко или од она што е потребно, сметам дека ова е доволно за да нашите граѓани, нашите државјани го знаат објективно и реално и сите појави и проблеми кои што ги има да ги насочуваат кон подобрувањето на истиот. Во функција и во интерес на времето, јас за еден вовед мислам доволно доколку има отворени прашања. Благодарам. Добро вечер на сите. Сум зборувала на многу дебати, на многу трибини, но денеска имам посебен предизвик пред вас од 2 причини. Првата е што зборувам денеска не само како професор, туку и како паталец. Зошто како паталец? Заради тоа што проблемите со избирачкиот список во добар дел може да се забележат и во изборната единица 1, чија што листа ја предводев на последните избори. Имавме бројни јавувања од наши членови, активисти кои што кажуваат дека доаѓаат луѓе да гласаат,
со адреси кои што не постојат. Таму имате лединка, а он ви доаѓа со број на зграда, лична карта издадена на непостоечка адреса. Во изборна единица 1 беа оние фиктивни гласачи кои што беа запишани на непостоечки влезови, на непостоечки спратови. Пустец и други граѓани кои што беа запишани, кои што немаат постојано место на живење во Македонија, ниту пак имале било кога живеалиште во Македонија, беа во изборна единица 1. Значи, сите проблеми со избирачкиот список што постоја во Македонија, постоја во изборна единица 1. И пак разликата меѓу Груевски и мојата листа, нашата листа, беше еден пратеник. Што значи дека да не беа злоупотребите, Груевски досега ќе беше политички мртов заради тоа што ќе изгубеше во неговата изборна единица, во изборната единица во која што се кандидираше. Предизвикот ми е и заради тоа што денеска говорам пред луѓе кои што исто така се паталци. Сите вие бевте, или најголем дел од вас, активно вклучени во изборите, се соочивте со согледување, пријавување на злоупотребите кои што постоја во текот на изборниот процес. Но сето тоа ние што го алармиравме, институциите во Република Македонија го игнорираа и беа слепи. Како можете да очекувате реален избирачки список во земја со 2.065.765 жители, а избирачкиот список на последните парламентарни избори председателски беше 1.780 кусур гласачи. Кога ние велевме дека не е возможна таква математичка споредба во бројот на жители и бројот на гласачи, никој не веруваше од институциите, односно се правеа слепи, но институциите од меѓународната сфера, ОПСЕ, укажа на тоа дека нашата загриженост е со основа, дека навистина постојат сомнителни податоци и зголемување на избирачкиот список несообразно на вкупниот број на населението. Сега вчера добивме извештај кој што ја скенира состојбата во Македонија, во јавноста познат експертскиот извештај на Прибе, во кој што повторно се укажува на проблемот со избирачкиот список, но исто така и со проблемот на функционирање на институциите кои што се задолжени за избирачкиот список, но и за спроведување на изборите генерално. Ако ја земете правната рамка и она што навистина се случува во Македонија, ќе видите дека по закон ДИК треба да биде надлежен за избирачкиот список. Во суштина, главната улога ја има МВР-ВМРО, како што викаат во бомбите. И сега можете да очекувате дека МВР-ВМРО ќе ви направи објективен избирачки список. За жал, на фалсификатот кој што се правеше кај нив, ДИК остана само слеп наблюдувач кој што воопшто не реагираше, бидејќи мнозинството дури се плашеше да испрати писмо до МВР. Дури имаше една седница, се сеќавам, на Државна изборна комисија во која што еден од членовите викаше да не ја спомнувате министерката, да не го спомнувате МВР. Значи стравот кај нив беше толку голем што дури на седница не сме да спомнете Министерство за внатрешни работи. Проблемите во избирачкиот список, оние кои што беа нотирани во овој последен извештај на Прибе, се ставаат на еден добар дел на товар и на Државната изборна комисија, бидејќи, ако се сеќавате, после излезените бомби и докази кои што излегоа за фалсификатот на изборите, Социјалдемократскиот сојуз ги достави снимките поврзани со фалсификатот на изборите до Државната изборна комисија, која што не сакаше да почне никаква постапка. Вие знаете дека мнозинството во Државна изборна комисија го имаат партиите на власта. Значи, тие се мнозинство без оглед што опозицијата има председател, но тој нема можност да наметнува точки на дневен ред на Државната изборна комисија. Во овој извештај кој што вчера е објавен на веб страната на Европската Унија, пишува дека е несватливо како Државната изборна комисија заклучи дека не може да превземе никаква активност во однос на сомневањата за грубо кршење на одредби од изборниот законник
и дека не смее да се забрани оценка на минатите избори со аргумент дека изборниот процес е затворен. Што значи тоа? Тоа значи препорака од еминентни експерти од Европската унија дека Државната изборна комисија мора да ги разгледува оние нерегуларности од минатите избори без оглед што тие се завршени, значи мора да се испитаат, да се истражат и дека тоа што ние сме доставиле снимки до јавното обвинителство не ја спречува Државната изборна комисија да отвори постапки за овие нерегуларности кои што постојат. Околу избирачкиот список постојано гледаме префрлање на топката на одговорност меѓу МВР и ДИК. И тоа како проблем, ако не ни верувате нас како представници од опозицијата или како професори на факултет, можете да видите во извештајот на Прибе кој што вели дека постојано согледувале оградување од одговорност на институциите, минималистичко толкување на мандатот на институциите и обид да се зацкријат зад надлежностите на другите институции. Тоа значи дека МВР префрла топка на ДИК, ДИК префрла топка на МВР и постојано сите се прогласуваат дека се ненадлежни. И многу јасно стои дека Државната изборна комисија, тоа значи низното мнозинство, има недостаток на волја за практикување на нивниот мандат. Јас би сакала да спомнам и за некои законски обврски кои што ги имаше МВР, кои што ги прекрши во текот на изминатите избори, на локалните избори и на парламентарните од 2011. Значи во 3 изборни циклуси ние имаме веќе сериозен проблем со избирачкиот список. Во разговорите кои што беа објавени, јасно се гледаше дека свесно и неосновано се давало живеалиште на лица на адреси на кои што не живеат. Врз основа на тој упис на живеалиште им се давало основ да бидат внесени во избирачкиот список. Ако го отворите изборниот законник, во Република Македонија право на глас имаат само државјани со постојано живеалиште или ако се на привремен престој во странство согласно нивното последно живеалиште во Република Македонија. Има ли некој дилема дали луѓето од Пустец некогаш живееле во Македонија? На сите ни е јасно дека тоа се фиктивни лични карти кои што се издадени на лица кои што никогаш не живееле. И како можете да ги внесете во избирачки список кога тие никогаш немале последно живеалиште во Република Македонија? Ако било кој од вас сака да пријави живеалиште на некоја адреса, ќе му побараат или договор за на изнајмување на стан или доказ за собственост на тој стан. И треба тоа нотарски да заверено да се однесе во МВР за да добиете потврда. Тоа важи за вас, за мене, за ние што сме тука, ама не важи за тие луѓе кои што се од Пустец и кои што се запишани по 50, по 60, по 70 на некој стан. Според Законот за пријавување на живеалиште и престојувалиште, Министерството за внатрешни работи е должно да провери дали документите се веродостојни, значи дури кога ќе дадете нотарски заверен документ за собственост или за изнајмување на стан, ќе дојде полиција на врата и ќе провери живеете или не живеете, фиктивно или не. Очигледно е дека во центар тоа не е направено и во оние фиктивни адреси на кои што се издадени лични карти, што покажува дека практично станува збор за груп институционален фалсификат во издавањето на личните карти. Ако ги погледнете разговорите кои што беа објавени во делот на изборните злоупотреби, во еден од разговорите се вели дека признание со еден милозвучен женски глас, слушаме дека има една ризична работа, ама таа ја знаевме ние и затоа инсистиравме да дадат повеќе адреси комитетиве. Како што знаеш, имаме по 50 души у стан од 40 квадрати. После зборуваат за луѓе у Газибаба што вртат по станови што се повторуваат. Значи, дури и од устите на оние кои што ги препознавме од снимките, се согледува признание за фалсификатот кој што постоеше со избирачкиот список. За жал, избирачкиот список не е единствениот фалсификат во процесот на изборите.
Имавме снимки во кои што се гледаше класична злоупотреба на државни институции за партиски цели. Сите ја знаете онаа позната реченица со двата штаба, едниот за амбасадорите, а другиот местниот комитет што постои кај што е МВР-ВМРО. Понатаму имавме ситуации во кои што јасно од снимките произлегуваше дека се случува подкуп на избирачи, се случуваат закани и притисоци на избирачи. Понатаму имавме ситуации во кои што практично се гледаше дека постои злоупотреба на избирачкиот материјал, злоупотреба на службена должност, што покажува едно: овие избори не беа легитимни. Власта на Груевски не е легитимна и затоа барањето на СДСМ и на опозицијата за техничка влада која што ќе ги спроведе новите избори е сосема легитимно. Тоа треба да му биде јасно на Груевски. Меѓународната заедница веќе е свесна за она што го укажуваме како аргумент. СДСМ веќе не смее да си дозволи избори кои што ќе бидат организирани од ВМРО-ДПМН, избори на кои што ќе бидат крадени гласови, ќе се прават класични злоупотреби и од тоа се црвените линии од кои што нашата партија не смее да отстапи. Ви благодарам. Добро, слушнавте од Рената и од Дончо кои се моменталните состојби со избирачкиот список и која е состојбата, односно проблемите во законодавството и во другите институции. Значи, со кратки зборови, оно што кажа е дека, за жал, реалноста е дека ДИК нема никакви ингеренции, односно можност да интервенира во избирачкиот список, доколку претходно не интервенира реално Министерството на внатрешни работи. И затоа, за она што се подготвуваме во цело ова време и во преговорите се неколку начини како да го елиминираме влијанието на Министерството на внатрешни работи. Не само заради сега, ова Министерство сега, туку и за воиднина. Да не дозволиме некој да може сам, по било која мотивација, политичка, лична или било каква, да може да манипулира со избирачкиот список. И затоа постојат реално две можности, две решенија. Едното е оно што го зборуваме подолго време и го предлагаме, а тоа е теренската проверка на избирачкиот список. Меѓутоа, за да бидеме 100% сигурни во точност на избирачкиот список, да бидеме реални, мора да направиме и 100% теренска проверка на избирачкиот список. Претходно Рената спомна, она што го предлага експертите од ОПСЕ во рамките на ДИК, беа пилот општини во кои што ќе се спроведе теренска проверка. И сега сакам и тука со вас да отворам една дебата, да го чуем и вашето мислење. Дали сметате дека ако во 4, 5, 10, не знам, општини, ако се спроведе теренска проверка на избирачкиот список, дали на одите, она што ќе се најде тука, ќе ни биде корисно и низ цела Македонија? Јас лично имам дилеми. Затоа што ситуации како еве, што ги кажавме, сега Рената ги посочи со гласачиот пустец во центар, тие наоди нема да ни значат ништо во општина како, не знам, Беро. Таму таков случај нема. И затоа е многу тешко, ќе би било многу тешко, врз база на само неколку пилот општини да се направи пречистување на избирачкиот список. Затоа ако се прави теренска проверка на избирачкиот список, СДСМ ќе инсистира да тоа биде 100% проверка во сите општини, каде што ќе има наша инволвираност и на институциите и на другите политички партии, слободно. Меѓутоа, тоа е процес кој што ќе бара поприлично време и поприлично ресурси од сите страни. Ако веќе се спроведува тој процес на 100% проверка на избирачкиот список, би било, благо кажано, не многу паметно да не се направи и попис. Затоа што тоа значи реална посета на сите домови, проверка на становите кои живеат таму и така натака. Така што ова се некои дилеми околу овој начин. Ама навистина ве охрабрувам, ве повикувам, кога ќе завршам јас со моето излагање, да се приклучите и ги чуем и вашите мислења. Кој е вториот начин? Вториот начин е да го избришеме избирачкиот список. Избирачки список од утре, да кажеме, не постои. Нула. И да почнеме процес на регистрација на гласачи. Кој сака да гласа, ќе оди во ДИК,
односно му подрачната единица во неговата општина и ќе се регистрира. При регистрацијата, конечно ДИК, ќе има шанса да ги провери неговите лични документи, дали тој реално живее таму, дали има дупла адреса, дали има друг вид обид за злоупотреба. Да бидам исто така реален. Тоа можеби ќе значи, ако отвориме еден таков процес на регистрација од 0 на гласачи, дека ќе падне бројот, односно излезноста на гласачите на изборите. И тоа е една опасност со која што треба да се соочиме. И да бидам реален, како представник на опозицијска партија, ќе биде потешко да ги мотивираме нашите поддржувачи максимум да излезат да се регистрираат да гласат, отколку власта со нивните механизми за притисок и сила. Меѓутоа, со оглед на револтот кај граѓаните и општо сменатата атмосфера во општеството, јас сум навистина уверен дека ова може да ни даде добри резултати. Каде е поволноста од ова? Е дека едно е дека можеме и да ги проверуваме гласачите при секој нареден изборен процес, но и целосно да елиминираме влијанието на било која друга институција во избирачкиот список. Значи сега Дончо многу добро објасни. Проблемот не е во избирачкиот список, проблемот е во МВР, управата за водење на матични книги. Нека се ги чуваат. Значи таквите воопшто некоректни податоци, таквите списоци, нека се ги чуваат и понатака. Не ни требаат. Избирачки список правиме од 0. Сосема паралелна база на податоци. Тука нормално голема улога, големо влијание ќе имаме сите ние активисти, дали од политички партии, дали од граѓански сектор, дали поединци. Ќе треба да ги мотивираме луѓето дека ќе мора да излезат да се регистрираат да гласат. Тој процес би личел слично веројатно како и кога одите да вадите лична карта или пасош. Значи ќе има фотографирање, дури и возможно, согласно еден од предлозите кои што беа дадени во работната група за избирачкиот список во ДИК, да се прави проверка на идентитетот со отисок од прст. И тоа е реално. Систем кој што функционира во повеќе земји веќе во светот. Значи наместо да имате, не знам, картичка за гласање, наместо бележење на прстот и така натака, со отисок на прст ќе се идентификувате на гласачкото место. Денеска тоа не е ништо ново, ниту нешто страшно. И мислам дека може да биде и добро решение за Македонија. Меѓутоа, на крајот на денот, она што навистина е главната наша порака. Може да направиме вака, може да направиме онака, може да направиме ваков закон или онаков закон. Може да го имаме најдоброто законско решение и најчистиот избирачки список во светот. Ама ако тој што е на власт реши да краде избори, секако ќе најде начин тоа го направи. Има контролата на полицијата, има контролата на сите институции. И нема 100% на заштита. И токму затоа, клучното во целиот овој процес, пред било што да почнеме да правиме муабет за избирачкиот список, Никола Груевски даде оставка. Тоа е просто. А после лесно ќе се договориме за било што друго. Договор за избирачки список, за закони, за било која друга тема, пред тој да даде оставка, пред да се формира преводна влада, нема сврха да правим. Овој човек доби неколку шанси да покаже дека има демократски капацитет да спроведе еднаш, барем еднаш, фер и демократски избори. Не успеа во тоа неколку пати поред. Затоа и не веруваме дека и сега тоа ќе го направи. Впрочем, го гледате како се однесува денови. Меѓутоа, после извештајот на експертската комисија предводена од Рајнхард Прибе, навистина мислам дека и на оние што не им беше јасно, сега им е јасно што се случувало во Македонија. И особено за време на изборите. Затоа остануваме цврсто на ставот дека без оставка, без преводна влада нема договор. И така ќе ги водиме и во понатамошните денови преговорите со власт. Ама да се вратиме на нашава тема. Како што кажав, нема многу да должам. Ова со отприлика е мала презентација на сегашната состојба. Јас на кратко ви објаснив кои се опциите, кои се можностите.
СДСМ како партија се уште нема официјален став во однос на тоа на каков начин сметаме дека би било најкоректно да се исчисти избирачкиот список. Околу ова водиме внатрешна дебата, ама и дебата со граѓаните, сакаме да ги чуеме и вашите мислења. Вие сте луѓе кои што дел како активисти учествуваат на избори, во кампања, дел само како гласачи, не има секакви овде и навистина сакам да слушнам и ваши впечатоци, мислења, аномалии што сте ги увиделе во процесот, но и како мислите дека најдобро може да стасаме до минимум коректен избирачки список. За да барем тоа не биде проблемот на наследните парламентарни избори. Благодарам и повелете кој има прашања. Сега со на микрофон. Повелете на микрофон кој би сакал за да може да слушаат и другите. Имаме микрофон за прашање. Има едно прашање, така знам себе. Да. Чекай, еве, господи. Јас ке кажам, јас сум од Волково. Кај нас избирачкиот список е многу проблематичен. Имаме 8 изборни места, на секој изборно место имаме од А до Ш. Значи не се водиме по улици, се водиме по азбучен ред. Тоа е малку, не е малку проблематично за воопшто и кога работиме на терен, мислам за кампањи кога има и сето тоа. Јас лично земав ги преработив сите 8 избирачки места, ги сведов по улици. И сега моментално шетам на теренот и проверувам дали тие луѓе навистина живеат там. Да ви кажам дека има ефект. Со теренската обработка на теренот има ефект. До сега имам поминато 10 улици, а имаме 69. Значи може да се постигне ако се има тимови по 2-3 улици да се земат и сето тоа. И сакав да прашам, дали може и нашето, мислам, во Волково да се сведе по улици да биде, затоа што ние имаме улици, не сме без улици, имаме улици, број и порано немаше, меѓутоа сега имаме. Тоа го бараме веќе уназад 4 или 5 години, односно 3 изборни циклуса ги бараме за тоа да се среди некако. Се ни викат не е време, вајда као со пописот и се. А мислам дека и уствари сакав да прашам, дали ако преодната влада или било како ќе се вика, дали ќе има она ингеренции, например, да спроведе и попис, дали ќе има време, односно, со пописот ќе го направиме автоматски избирачкиот список. Че имаме веднаш податоци. И она што го рековте, и ДИК, може и тоа држи за ДИК, за да одиме директно да се пријавуваме во ДИК, па да ги има он ингеренции. Али мислам дека обработката на теренот е најчиста работа. Толку. Во однос на прашањето и дискусијата која што беше отворена и порано сум говорил, сега и на сите ни е познато, од ваквите појави на расчистување на избирачкиот список се кажува дека не функционираат институциите во системот. Институциите во системот не функционираат зашто не сакаат да ги средат состојбите. Сите се зафаќаат дека која е неговата надлежност. Надлежност е на институциите во системот ако функционираат меѓу нив. Оваа појава на улици и куќни броеви мора да постои. Нема држава во светот, нема субјект кој што не може да нема уличен систем, поготово во градовите или приградски населени места. Меѓутоа, тоа е факт од она што се говори. Во однос на збрките кои што настануваат на некоректен, необјективен, нереален избирачки список во вакви ситуации, поготово во селските населени места, е факт дека тоа може да делува на необјективноста и појавите кои што ги има во самиот список. Тоа значи и она што е дадено некои предлози размислувања за решавање на пречистување избирачкиот список, ќе мора да се оди директно на терен, но со средување на состојбите. Во однос на прашање што е на попис, веќе говорев, кажав на сето тоа, ова преодна влада сметам дека не ќе има доволно време да подготви и спроведе попис.
од аспект дека истиот има долг период на подготовка, спроведување и обработка и неќе може да се дадат резултатите во скоро време. Но факт е дека без попис нема фер и коректни избори или без попис нема пречитен избирачки список, што доведува до аномалиите и појавите. Ако ми дозволите, би сакал прво, доколку ми дозволите, би сакал прво да кажам неколку моменти кои што мислам дека треба да се споделат со јавноста. Во делот на Пустец, Државната изборна комисија во 2014 година ги избриша 700 и кусур луѓе од Пустец, кои што успеа во рок од 24 часа да поднесат тужби, управен суд да донесе пресуда дека треба и мора да бидат во избирачки список. Значи треба да се дискутира и што во тој момент. И што со одлуките, да кажеме, на судот, на надлежниот суд, дека некој треба да биде во избирачки список. Понатаму треба да се има во предвид дека најголемите проблеми во суштина се во моментот на издавањето на личните карти. Значи, реално се поставува прашањето како вие на лице кое што има добиено лична карта, важечка, е државјанин на Република Македонија, е деловно способен, значи може да и треба да биде по закон гласач, како и со кој инструмент би го избришал од избирачкиот список. Понатаму голем проблем представува и неажурноста на нашите граѓани, каде што сите ние сме свесни дека на една адреса вие сте го купиле станот од собственикот предходен, кој што не ја сменил адресата. Во избирачкиот список, бидејќи не ја сменил адресата, не сменил лична карта, во избирачкиот список на вашата адреса се водите вие и се водат уште 10 други луѓе од неговата фамилија предходно. Значи, тоа е реален проблем. Исто така е реален проблем и во делот на, што кажавте, со граѓаните кои што се, условно кажано, на црно излезени во странство. Доколку идеме во варијанта на активна легитимација, онака како што имаме за пријавување за гласање на трите изборни единици во странство, до сегашната активна легитимација бараше да се достави до Државната изборна комисија само барање да се евидентираат како гласачи во странство и ништо друго. Како тие луѓе ние би успеле да ги попишеме, условно кажано, да ги евидентираме за да ги ставиме во новиот избирачки список. Значи, не е дека Државната изборна комисија не направила напори, прави напори, туку имаме обструкции и од друга страна имаме не обструкции, него имаме пресуди од управен суд кај што вика дека тие луѓе треба да бидат на избирачки список и тоа мора да се има предвид. Па би сакал некој размислување во таа насока, доколку можете да кажете како да го надминеме и тој проблем институционален. Благодарам. Значи, проблемите со избирачкиот список опфаќа неажурност на повеќе институции. МВР апсолутно е главниот виновник, но и Државната изборна комисија не е нешто подобра во целиот процес. Значи, ние имавме ситуации во кои што сменете изборниот законник и дава можност Државната изборна комисија врз основа на непосреден увид, тоа значи и самата да изврши проверка, да излезе, да провери дали некој живее или не живее, да изврши увид во документи и се, да го коригира. Ама мнозинството во Државната изборна комисија сака рестриктивно да си ги толкува своите надлежности и да не си превземе одговорност да се спротивстави на Министерството за внатрешни работи. И тоа е сериозен проблем. Ние имаме Државна изборна комисија која што функционира не врз основа на закон, туку функционира врз основа на партиските наредби на ВМРО ДПМНЕ. Така што тоа е факт кој што ние мораме да си го признаеме и против кој мора да се бориме. Се додека немате доверба во институција дека ќе работи врз основа на закон, ние немаме институција што непристрасно ќе спроведе избори. И тоа ви е јасно нотирано во вчерашниот извештај. Отворете го и ќе видите дека таму јасно стои. Имаме сериозен проблем со довербата во Државната изборна комисија како институција која што е непристрасна или треба да биде непристрасна за спроведување на избори. Државната изборна комисија вака како што е поставена не е решение кое што може да гарантира спроведување на избори. И не случајно
во размислувањето и во договарањето е опфатена и таа како институција која што мора да претрпи измени. Државна изборна комисија во која што мнозинство има владеачката коалиција и постојано ќе ги надгласува другите членови во комисијата врз основа на партиски наредби, не е гарант за слободни и фер избори. Така што од тој аспект мора да бараме промени и ќе инсистираме во тој дел да имаме посоодветно решение кое што ќе гарантира дека ќе имаме спроведување на законот. Инаку проблемите не завршуваат во Државната изборна комисија. Значи немате извештај од Европска комисија и од други релевантни институции кои што не кажуваат судството во Македонија е катастрофа. Ние имавме ситуација во која што локалните избори се најсвежи, СДСМ поднесе многу представки до Државната изборна комисија и потоа тужби до Управниот суд. Управниот суд сите наши тужби ги одбиваше, а тужбите на ВМРО ДПМН без оглед што не беа основани ги усвојуваше и затоа во центар се гласаше као да сме у пеколот на Данте 9 круга дур да избереме градоначалник. Значи тоа покажува дека имаме партизиран управен суд и реално и нормално е дека и тука мора да се размислува за промена на процедурите и на органите кои што ќе одлучуваат во последна инстанца кога станува збор за спорови кои што се поврзани со изборите. И она што беше спомнато околу Волково. Волково не е единствен случај каде што имате гласачи кои што се запишани без адреси. Значи ние забележавме таков случај за време на локалните избори во Ресен. И таму имаше луѓе кои што беа запишани од Мала Преспа, кои што беа допишувани во избирачкиот список со цел да обезбедат победа на ВМРО ДПМН на локалните избори. Значи тие беа без адреса, милион луѓе се водеа на иста, значи без број. И дури имаше ситуации кај што им стоеше во личните карти Република Албанија. И за тоа реагиравме и тоа беше предмет на одлучување од страна на Државната изборна комисија. Значи злоупотребите се многу, а јас се сложувам дека прво теренска проверка не само од институциите, туку и од партиските активисти мора да биде направена. Партиските активисти мора да си го знаат теренот, да ги знаат луѓето, кои се, дали живеат на вистина тие луѓе кои што се запишани во избирачкиот список, со цел да имаме доверба потоа и во процесот кој што ќе се врши на официјална проверка на избирачкиот список. Добро, само на кратко да искоментирам околу избирачки места каде што гласачите се водат по азбучен ред. Не се само избирачки места каде што нема адреси, туку ги има и во избирачки места со адресен систем. Таквите поделби се направени, проблеми се направени при делењето на поголемите избирачки места кои што има голем број на гласачи за да се смалат да бидат под 1000 како што е законската одредба. Има случаи и во градски средини каде што се со уличен систем избирачки места, но гласачите се по азбучен ред. Например, сопругот е во едно избирачко место, на иста адреса се, сопругот е во друго. Во градски средини зборувам, сега во Скопје не знам точно, надвор од Скопје има такви случаи. Што и да е работата, мора да се унифицира. Значи, апсолутно е тешко и за проверка ако се по азбучен ред. Вие ќе тргнете се едни ќе одат, една екипа ќе оди во оваа зграда, ама некои ќе од во едни станови, други во други. Еден ќе проверува еден дел од семејството, друг ќе проверува друг дел од семејството. Не е реално. Затоа ред на аномалии и проблеми кои што мора да се средат. Ама затоа ја отварам дискусијава, сега мене лично ако ме прашате, пак нагласувам, немаме партиски официјален став, ама некако повеќе ме влече ова второ. Да си почнеме да се регистрираме, затоа што овде се толку многу наталожени проблемите. Толку многу институции замешале прсти. Толку многу криминалци од злосторничка банда замешале прсти. Да тоа ќе иде многу тешко да се направи реално да биде точно. И затоа, не знам, не е нешто што нормално вечерва го решаваме ние тука, ама вредно е да размислиме. Вредно е да размислиме. Што не ја елиминира обврската дека попис мора да се направи. Добро.
Слушајќи ги излагачите на ова вечерашна дебата, професорката Рената Десковска, господинот Дончо и уште едниот господин, ми дојде вака на размислување како обичен смртник и обичен граѓанин на ова држава, да размислувам и да поставам прашање по три основни точки на ова вечерашна дебата. Првото прашање и сознание од ова вечер е излагањето на професорката Рената Десковска, кога кажа дека Македонија заедно со Сомалија се единствените земји во светот кои што немаат направено попис. Јас се прашувам дали ова наша Македонија, дали овој наш намачен народ се Скопје знае, јас сум убеден во тоа дека само можеби еве моја така груба една проценка е дека можеби овој податок го знаат само 20% од граѓаните на Република Македонија, а 80% од нашите граѓани не го знаат овој податок. А да се дискутира за ненаправен попис, што е факт во државата, а да зборуваме за прочистен избирачки список и за број на луѓе кои што имаат право на глас, јас мислам дека тоа е нонсенс. Како можеме да направиме и да знаеме број на гласачи кога не знаеме број на жители? Јас не знам и се прашувам како воопшто нас, Обединетите нации и Европската унија, во која стремиме нели да бидеме член од Европската унија, како воопшто ни дозволуваат да ние и правиме и вршиме, идеме на избори, кога не се знаеме колку не има. И дали после ова, јас еве и од господинот Дончо слушнав дека и тој и професорката заедно се сложуваат дека ние имаме два клучни проблема, а тоа е неизвршениот попис кој пропадна со колку што се сеќавам 14-15 милиони евра. Ајде се шалевме и дали ова наша влада и воопшто, ајде да кажеме и сите политички партии, дали имаат размислување до кога ние тоа ќе живееме без попис? Па јас колку се разбирам во ова работа, пописот не е само ради гласањето, пописот треба да ни даде и други насоки. Која структура на луѓе имаме ние, како ќе оди развојот, каде ни е земјоделието, каде ни е стамбените прашања и така натаму, сето со живење во државата треба да го планираме на основа пописот. Тој ќе ни даде основа да видиме каде сме, да речеме во последните 10 години, каде ќе одиме во наредните 10 години и така натаму. Живеејќи вака без попис, јас сум убеден дека ние живееме како гуски во магла. И дали ние сега, еве барем овие тука што сме, не живееме по теркот на ноевите. Ајде ќе пикнеме главата во песокот, па кајде, оди нека се оди. Јас сум цврсто убеден во тоа. Иако немам никаква функција во државата. Јас сум пензионер. Меѓутоа, не можам да сватам, не можам да се сложам со тоа како тоа ние попис немаме, а се бориме да направиме избирачки список, па на основу тој избирачки список ќе правиме избирачки закон кој ќе предвиди нели како ќе течат изборите, а имаме и уште нешто. Ние имаме и еден навистина толку видлив пропуск во сегашниот изборен законник, да ние избираме таму од Австралија, од Америка и Канада представници во нашиот како пратеници во нашиот пратенички дом со, да речеме таму 200, 300, 500 гласа, каде овдека треба да има човек 10 или 15 хиляди гласа. На тие прашања ќе мора да се опозицијата, на власта и одговарава како што е, опозицијата или ќе заземе став. Моje лично, обично смртничко размислување е дека треба да се направи експертска
политичка, техничка, било која влада што ќе биде. И таа влада да ја води државата се додека не се направи попис во државата. Па нека биде тоа и 3 години, 5 години, 10 години ако треба. Па не можеме ние или ќе личиме на држава, или на што ни личи тоа да ние само имаме Сомалија во друштво со нас. Така, ние мислам дека џабе си седиме овдека и фаќаме промаја. Или да се поставиме онака како што треба, или немој да глумиме политика и политичари. Не може да се... Знаете што? Доваѓаме до она српската. Сузама се бој не бие, ве се врела крв се лие. Или ќе одиме, или нема, ќе се одиме дома. Не бива вака. Оти сите, хајте јас ќе си дадам право и тоа да кажам, а слушајќи го професорот од правниот факултет во една дебата, не ми доаѓа сега на памет презимето, ама ми остана на тоа во сеќавање. Ниедна диктатура во светот не паднала преку дебати, преговори или разговори. И ајде да не ја претерам, дори не ме отерале таму кај што ги терат оние што не се служуваат со нив. Мислам дека е толку доста, а би сакал, после ова моја дискусија, професорката Рената и да ми одговори, дали во мојата дискусија има место за дискусија да ние продолжиме и вака без направен попис. Благодарам. Не само што има место за дискусија, туку има и многу инспирација. И публиката со својот аплауз покажа дека сте на вистина инспирација за многу луѓе овдека што се во кампот, бидејќи идеите кои што ги носите, очигледно ги делиме. Пописот како потреба на СДСМ беше истакнат уште пред неколку години кога првпат почнаа преговори. Вие ако се сеќавате и кога беше дебатата во собрание, тогаш СДСМ беше во собрание и инсистираше да се спроведе попис. Значи ние не можеме да знаеме колку луѓе живеат во Македонија ако не се попишеме. И апсолутно нема дилема дека тоа е неопходна статистичка информација, не само заради изборите, не само, значи тоа е статистичка операција која што е потребна за да го планирате развојот на целата држава. Има многу индикатори и показатели кои што произлегуваат од пописот. Бројни прашања во собранието беа поставувани од тогашната пратеничка група на СДСМ зошто се прекина пописот, зошто се направија непотребни трошоци, но очигледно е дека тоа беше договор меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Значи не смееме да ги амнестираме ни ДУИ во целата приказна, очигледно е дека тандемот одлично функционира кога се во прашање нивните лични интереси. Не сакаа да си ги нарушат со различните концепции околу тоа како треба да се спроведе попис. Значи има европски стандарди како се спроведува пописот. И ние не можеме тоа да го ставиме на предмет на партиски договор. Значи ако се знае според Евростат како треба да се преброиме, таа е методологијата, нема да измислувате сега топла вода, па да кој како му одговара. Што се однесува до избирачкиот список, него можеме да го провериме и надвор од пописот. Значи тоа се две операции кои што би било идеално да одат заедно, ама ако не е возможно во моментот да се поклопат технички и временски, тогаш проверката на избирачкиот список може да оди и независно од тоа. Инаку, дека немаме објективен избирачки список, ви покажуваат и податоци кои што ние ги немаме целосни. Можете да побарате податок, бидејќи сите кога одите на лекар имаме здравствени легитимации. Колку здравствени легитимации издал Фондот за здравство? Вадете од тоа процент на малолетни, ќе видите дека избирачкиот список е дуен до бројка која што е нереална, бројка која што значи дека имате фиктивни гласачи, но проблемот во Македонија е нешто друго. Добар дел од гласачите кои што се иселени од Македонија, се уште
фигурираат во избирачкиот список и тоа не е страшно. Страшно е што некој друг го злоупотребува нивното име и презиме. Ние слушнавме во бомбите и дека се издаваат фиктивни лични карти со име и презиме на лица кои што не се во моментот во Македонија, ама со слика на некој друг. И кружат гласачите, гласаат за некој друг. Имавме ситуација во општина Центар на локални избори, наш активист се соочи и фати таква ситуација, значи лица кои што дојдоа со фиктивни лични карти. По пријава на полицијата ја набедија нашата активистка дека е виновна, а не тие кои што дојдоа со фиктивни лични карти. Така што има сериозни проблеми кои што мора да ги размислуваме од сите сфери со цел да ги спречиме злоупотребите на изборите. Сега, само на кратко на овој последниот ваш дел, ја пак ги собратам. На 17 мај овде имаше околу 100.000 луѓе. Никој не можеше да ги спречи кај сакаат дојат. Не во зграда и потаду. Ама, обидот за такво нешто ќе значеше, и да бидем искрени, дека имаше жртви. Кои ќе беа жртвите? Вие, Петар, Саше, некој таму, Ипо. Име и презиме имаат сите. Многу е тешка таа одлука. Лесно се спроведува, ама многу тешко се носи. Има една изрека, што цело време ја цитирам од поранешниот председател, првиот на Македонија, Киро Глигоров. Кога сите го прашувале како тоа и дозволи на ЈНА да си оди со оружјето, со сите штекерите, а ги оштрафи и така натака, тој рекол, ниеден човечки живот не вреди колку цело тоа железо. И затоа ние денеска мора да кажеме, ниеден човечки живот не вреди колку Никола Груевски. И се ќе направиме, се. 3 години ако треба ќе работиме на темата, него ќе го нема, ама ќе зачуваме животите на сите луѓе. Ако не бива, лесно е за таа работа. Така да, прво, сакам да ви заблагодарам што се сите тука, вие сте борците, вие ја водите борбата. Ова е борбата. Ова е борбата во 21 век со овакви диктатури. Ако не бива, драго ми е што сте спремни и спремни сме сите. Прво да ве поздравам сите, добро вечер, Петар Здравковски. Готов. Ја морам да почнам со тоа и да му порачам дека џаве слави родендени додека цел народ му плаче. О, нека слави родендени, ние овде остануваме, ама неговите денови се избројани. Ова му е последен роден ден на слобода и на власт. А сега малце за избирачкиот список. Прво изгледа ќе треба да ги изчистиме сите мртви во избирачкиот список. Има многу. На последните избори видов дека мајка ми гласа, а мајка ми не гласа. Толку прочистениот избирачки список. Не е прочистен избирачкиот список, најодговорно тврдам. Ама најблизок ми е американскиот начин на гласање и искачање на избори. Кога Обама се регистрира, гласа кога сака. Не гласа на денот на избори. Па да кажеме изборниот ден бил мирен. Да се регистрираме и да гласаме. Јас сакам да гласам, например, ако се изборите на 26 април, јас сакам да гласам на роден ден, на 8 април сакам да гласам и да искочам на 8 април да гласам. И да не може Никола Груевски да ми каже, абе слушај, немаше пукање на изборниот ден, немаше жртви, све беше супер. Не беше супер. Ова движење више никој не може да го сопре. И затоа последна солуција е во зградава да влеземе,
А ако влеземе, ја прв ќе влезам со количка, па да го видам што ќе прави. Нека ме сликаат и нека ме тепаат. Јас сум тука со вас. До крај, поздрав до сите и победата е близко, издржете уште малце, многу беше, малку остана. Добро, ако нема веќе прашања или дискусии, благодарам за вниманието. Вечерова диџеј ќе ни биде адвокатот Филип Медарски, така да ќе видиме покрај тоа што зборува, да видиме и што музика пушта. А утре продолжуваме повторно со програма, ќе имаме дебата врска за состојбите во Министерството на внатрешни работи и повторно ќе имаме малце музика на крајот на денот. Благодарам.